денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Лошата патна инфраструктура и депониите покрај патот и понатаму најчеста забелешка на туристите. Локалната ќе удри по џебот на охриѓани со покачување на цените на услугите на Охридски комуналец, обвинија од СДСМ Охрид. Со традиционално садење дрво во паркот на поезијата започна активностите од 61-то издание на Струшките вечери на поезијата. СВР работи на расчистување на случаите со телефонски измами, апелираат на предпазливост до граѓаните. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес уште еден нестабилен ден со локални врнежи, дожд и грмотевици, со ветар релативно топло со дневни температури до 26 степени, за некој степен под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Утре во Централна и Северна Европа времето умерено облачно и нестабилно. Ке има врнежи, дожд, грмотевици, локално услови за појава на невреме. Во останатите делови од стариот континент сончево, со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност и потопло. На југ од полуостровот нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, максималните дневни температури од 28 до 34 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и релативно топло со североисточен и северозападен ветар кој ќе достигне брзина до 15 км на час. Минималните температури во опаѓање во интервал од 10 до 19, максималните од 25 до 33 степени. Во Охрид во петок времето претежно сончево со локална облачност и топло, минималната 16, максималната дневна 27. Во сабота предпладне сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и температура до 26 степени Целзиусови. Во недела сончево, појава на локална облачност, температура до 28 степени, а во понеделник предпладне сончево, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и максимални 26 степени Целзиусови. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Лошата патна инфраструктура и големиот број депонии
топ 2 забелишки од странските туристи ова лето во Охридско-Струшкиот регион. Големиот број улични куќиња и несоодветната грижа за нив се исто така забелишка од туристите. Поплаки има и за јавниот превоз и за таксистите. Најголемиот број забелишки на странските туристи кои летово престојуваат во Охридско-Струшкиот регион се однесуваат на патната инфраструктура. Патиштата кон двата туристички центри со години се во изградба, раскопани и небезбедни. Иста е состојбата и на патот од аеродромот Свети Апостол Павле, но и патните правци кон двата гранични премини Ќафостан и Свети Наум се во очајна состојба. Странскиве гости бараат зголемување на нивните капацитети, што значи дека пак сме интересни како дестинација и остануваме со едни исти замерки. Кога ќе го направите патот, ќе доаѓаме повеќе пати, фали инфраструктура, фали се останато, да не спомнуваме еден автопат 10-15 години се гради. Големиот број депонии околу двата туристички центри се исто така една од забелешките на гостите. Странците се збунети од негрижата за животната средина и ниската еколошка свест. Кога ќе се излезе по плажите покрити се види дека сето ѓубре од маркетите останува по плажите, целата пластика, некогаш се собира, некогаш се заборава, па се останува еден ден преку еден ден и тоа не изгледа воопшто убаво и атрактивно. Значи, некако ни дојде наеднаш многу да почнеме со некои работи што требаше редовно да се прават, но не се правеа затоа што бевме затворени и сега треба да се свестиме дека сето тоа останува на нас. Значи, ние сме тие што треба да исчистиме и да пречекаме гости. Големиот број улични куќиња и несоодветната грижа за нив се исто така забелешка од туристите. Поплаки има и за јавниот превоз и таксистите. Во однос на пофалбите, гостите се задоволни од сместувачките капацитети, гостопримливоста на домакините и традиционалната храна. Утре треба да се одржи 15-тата седница на Советот на Општина Охрид. Покрај точката за деновиве најактуелната тема, продажба на градежно земјиште на Мауцкер со 82 амандмани, на дневен ред се уште 103 точки. Еве зашто друго ќе одлучуваат градските советници. Предлог програмата во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Охрид за 2022 година, според политичките препукувања изминативе денови, ќе биде најжешката точка на утрешната седница на Совет. За оваа точка поднесени се 82 амандмани во врска со продажба на градежно земјиште на Мауцкер и без тоа дневниот ред е обемен со 104 точки. Советниците се очекува да дадат зелено светло за предлог одлуката за измена на распоредот на средствата во буџетот со цел да се обезбедат 2 милиони денари за организација на Охридскиот пливачки маратон. Ќе бидат разгледани и ставени на усвојување извештаите за реализација на активностите од програмите на општината од разни сфери за периодот од 1 јануари до 30 јуни годинава. Советниците ќе одлучуваат и за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на цената на услугите што ги вршат јавните предпријатија Охридски комуналец и градски гробишта, како и давање согласност за измена во годишниот план за вработување на јавните предпријатија. Ќе се изјаснати за предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување и на општина Охрид за 2023 година. Советниците треба да гласат и за усвојување на извештаите за работењето на јавните предпријатија во вториот квартал од годинава. Пред советниците ќе се најдат и предлог одлуки за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20, односно 25 ученици во основните училишта во Охрид, мислење за програмата за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности во предстојната учебна година, како и предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај за работа и материјално-финансиско работење на основните и средните училишта за минатата година и усвојување на годишните програми за предстојната школска година. На дневен ред се и предлог одлука за утврдување на надоместок и регулирање на постапка за одобрување на прекопи за поставување инсталации во патна мрежа, како и за прекумерно користење на истата. Предлог одлука за партиципација и сопствено учество на општината во проектот Развој на спортски туризам во општина Охрид и изградба на вежбалиште за голф. Предлог одлука за формирање на општински совет за социјална заштита, за формирање на координативно тело за оценување на имплементацијата на трет локален еколошки акционен план на општина Охрид. Локалната власт ќе удри по џебот на граѓаните покачувајќи ги цените на услугите на јавното предпријатие Охридски комуналец. Обвинија од општинската организација на СДСМ Охрид
Во пресред на утрешната седница на Совет, охриѓани нема да плаќаат за неспособноста на кадрите кои ја водат локалната и јавните предпријатија, кажа денес на пресконференција портпаролот Јован Крлев. На утрешната седница Советот на општина Охрид ќе одлучува меѓу другото и за давање согласност за изменување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши јавното предпријатие Охридски комуналец. Од СДСМ Охрид денеска обвинија дека локалната власт ќе удри по џебот на граѓаните покачувајќи ги цените на услугите на ова јавно предпријатие. Ова е уште еден доказ за погрешното менаџирање на локалната со јавните предпријатија на штета на граѓаните, кажа денеска на пресконференција портпаролот на општинската организација на СДСМ Јован Крлев. Освен физичките лица, не се иземени ни правните лица на кои им се товарени околу 20% и повеќе покачување на услугите. Со кое лице ќе ги покачуваат цените? Кога градов цело лето се дави во ѓубре, кога преполните контењери и неисчистени улици се секојдневна грда слика и за охриѓани и за туристите. Председателот на Советот на општина Охрид Сашо Донев на една од минатите седници вети дека ќе формира комисија од советници од сите политички партии во Советот за да ги разгледаат проблемите во јавните предпријатија и да изнајдат начин за нивно порентабилно работење, потсети Крлев. Додаде дека комисија не се формирала и не се разгледувале можни варијанти пред да се прибегне кон покачување на цените што треба да биде последна опција. Јавно праша што се крие позади поскапувањето на услугите на Охридски комуналец. Дали се вистините наводите дека предпријатието и локалната власт за изнајмување на машини за чистење на градот од битолска фирма за отпад и метачки трошат фрапантен износ од неколку илјадници евра месечно. Повторувам, неколку илјадници евра месечно. Прашањето е, дали тоа можеби сакате да го покриете со народни пари, па зголемувањето на цените на услугите за граѓаните го правите? Поставата од ДПМН е место да кажува како централната власт се справува со светската економска криза, нека се грижи како менаџира на локално ниво, кажа портпаролот и додаде дека охриѓани нема да плаќаат за неспособноста на кадрите кои ја водат локалната и јавните предпријатија. СВР Охрид работи на расчистување на случаи со измами преку телефон пред се на постари лица. Портпаролот на секторот Стефан Димовски ја потенцира важноста граѓаните да бидат информирани за опасноста од комуникација со непознати и сомнителни лица кои бараат парични средства, посебно затоа што периодов зачестиле пријави на вакви измами. Денеска во секторот за внатрешни работи Охрид повеќе граѓани, претежно повозрасни, пријавија случаи на измами и на телефонски јавувања со информации за наводно случајни сообраќајни незгоди на нивни блиски роднини. При тоа барани се пари со цел надминување на последиците од предизвиканата сообраќајна незгода. Предпоследниот настан беше на 18 овој месец пријавен од страна на 74 годишна жителка на Охрид, кога таа пријави дека телефонски добила известување за сообраќајна незгода во која наводно била тешко повредена нејзината керка и дека итно и биле потребни пари за помош и исплата на оштета. Според пријавеното на 18 овој месец, на едно лице кое дошло пред нејзиниот дом, повозрасната жена му дала околу 3000 евра. Исто така, пријавено е и дека повозрасна жителка од Охридско село била измамена од едно лице кое и побарало и добило 300 евра поради наводен долг на нејзиниот син кој што живеел во странство. Од тука, секторот за внатрешни работи Охрид апелира до граѓаните, посебно до повозрасните, да бидат крајно предпазливи во комуникацијата со непознати лица и да не наседнуваат на измами и информации за наводно случајни сообраќајни незгоди, да не им даваат пари на измамниците, а сите сомнителни случаи веднаш да ги пријават во најблиската полициска станица или на бесплатниот телефонски број 112. СВР Охрид интензивно работи на расчистување на досега пријавените случаи и пронаоѓање на сторителите, пошто против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.
Со традиционалното садење дрво во паркот на поезијата се означи почетокот на Струшките вечери на поезијата. Во паркот дрвја засадија јапонскиот композитор и пианист Кенсаку Таникава, син на годинешниот лауреат на Златниот венец, јапонскиот поет Шунтаро Таникава, како и специјалниот гостин лауреатот на Струшките вечери на поезијата во 2020-та, израелскиот поет Амир Ор. Свеченото отварање на 61-то издание на манифестацијата со читање на Константиновата тага за јук и палење на фестивалскиот оган ќе се одржи вечерва на терасата во хотелот Дрим. Почнува 61-то издание на Струшките вечери на поезијата. Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во име на годинешниот добитник Шунтаро Таникава ќе го прими неговиот син Кенсаку Таникава. Специјален гости на манифестацијата е минатогодишниот добитник на Златниот венец на СВП, израелскиот поет Амир Ор. Не сум во можност физички да бидам со вас, но сум гласовно присутен и среќен за наградата која ја добив, порача годинешниот лауреат на Струшките вечери на поезијата Шунтаро Таникава, 91 годишниот поет од Јапонија. Многу сум горд на наградата која во минатото е доделувана на голем број сјајни поети на различни мајчини јазици. На мојата 90 годишна возраст во мене одекнува спонтано радоста на животот од моите детски денови, кажа Шунтаро Таникава. 父は90歳になります。元気です。 Исто така се присетувам дека сите ние веруваме дека поезијата постои и во оваа нејасна и несигурна епоха, исто како и што постоела во античките времиња. Поезијата не произлегува од редот и поредокот, туку од вителот на нејаснотиите. Чувствувам блискост и почит за природата и историјата во која оваа награда настанала. Минатогодишниот лауреат, израелскиот поет Амир Ор, исто така имаше обраќање. Поетот заради пандемијата минатата година беше спречен да допатува во Струга, а годинава е учесник меѓу поетите од светот. Се чувствувам почестен како добитник на наградата од градот на браќата Миладиновци. Поезијата го чува зборот жив, рече Ор. Со ваша дозвола ги прославувам квалитетите на поезијата како што се мудроста, креативноста, слободата и филозофијата, инаку професијата на нашата култура на мисла стануваат помалку убедлива кога навистина се зема предвид значењето на мудроста. Директорот на Струшките вечери на поезијата Тодор Четасевски ги поздрави добитниците на наградата, поетите и љубителите на поезијата. Чувствувам огромна благодарност што од 2 години на вонредни околности кои што поводија целиот свет, и Струшките вечери на поезијата, кои што беа одржани во хибридни изданија. Оваа година имаме можност да го имаме прво како физичко присуство лауреатот за 2020 година израелскиот поет, а и синот на годинешниот лауреат Шунтаро Таникава. Се надевам дека годините на предизвици поврзани со глобални турбуленции се зад нас и дека ќе можеме да продолжиме со вообичаените изданија на Струшките вечери на поезијата. Во паркот на поезијата беа засадени 2 дрвца во чест на добитниците на Златните венец на поезијата за 2021 и 2022 Шунтаро Таникава и Амир Ор. На пригоден начин беа презентирани и делови од нивната поезија. На Струшките вечери на поезијата годинава ќе присуствуваат 24 поети од странство и Македонија. Утре ќе се одржи 4-тиот поред олимписки пливачки маратон на 10 километри Охрид 2022. Маратонот е во организација на Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008, а ќе се реализира на Охридското езеро на водената површина помеѓу старото пристаниште, хотелот Палас и хотелот Милениум. Стартот на трката е предвиден за во 10 часот и 30 минути. Во продолжение вестите од светот. Годинешната суша во Европа веројатно е најлошата во последните 5 века. Ова се први проценки на Европската обсерваторија за суша,
која допрва треба да се потврдат со конечните податоци на крајот од сезоната, изјави портпаролот на Европската комисија. Во извештајот се наведува дека на речиси половина од континентот му се заканува суша. Состојбата е алармантна на 17% од површината, тоа според експертите негативно се одразува на приносите на летните култури. Најпогодени се пченката, сојата и сончогледот. Тешката суша од почетокот на годината е поврзана со постојаниот недостиг од врнежи во комбинација со серија топлотни бранови од мај до денес. Тоа влијае и на реките. Намаленото количество вода доведе до значајни нарушувања на енергетскиот сектор, како во работата на хидроцентралите, системот за ладење на електраните, се вели во извештајот. Најмалку 22 лица загинаа во руски ракетен напад на железничка станица во кој изгоре патнички воз во украинскиот град Чаплин, соопштија властите во Киев. Украинскиот председател Володомир Зеленски со денови предупредува дека Москва би можела да се обиде да направи нешто особено сурово на денот кога Украина ја одбележува 31 годишнината од независноста и во текот на оваа недела, наведува британската агенција. Зеленски во еден момент го процени бројот на ранети на околу 50, а неговиот заменик началник на кабинетот подоцна објави дека во нападот во кој биле погодени 5 вагони од патничкиот воз се повредени 22 лица. Државјанин на Србија е осомничен дека во четвртокот околу 6 часот утрото застрелал црногорец во Пак. Ранетиот починал во возилото на брзата помош на пат кон болница, а на местото на инцидентот биле испратени полициски службеници. Наврзо во полициските простори и било приведено лице поврзано со наведениот настан. Очевидци наведуваат дека не се знае причината за конфликтот меѓу србинот и црногорецот во Хрватска. Истрагата е во тек за да се утврдат сите факти и околности на настанот, пренесува Блиц РС. Шефот на Јапонската национална полициска агенција денес изјави дека сака да поднесе оставка за да ја преземе одговорноста за јулскиот атентат на поранешниот премиер Шинзо Абе. Најавите на Итару Накамура на пресконференција, чија агенција е одговорна за работата на јапонската полиција, се најголемите последици од убиството на Абе досега. Телохранителите можеле да го спасат Абе така што ќе го заштитат или ќе го повлечат за 2,5 секунди меѓу првиот истрел кој исчезна и вториот кој беше фатален, изјавија за Reuters 8 безбедносни експерти кои ја прегледале снимката. Јапонските власти, вклучително и премиерот Фумио Кишида, ги признаа безбедносните пропусти околу појавувањето на Абе на предизборниот митинг. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!